Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен соговорник е националниот координатор за НАТО, господинот Стево Пендаровски. Господине Пендаровски, вашата актуелна функција доаѓа во период кога очекувањата за влез во Алијансата се подигнати на повисоко ниво. Кои се вашите лични проценки? Дали сме сега поблиску до Алијансата, отколку што бевме пред 10 години пред славниот самит во Букурешт во 2008 година? Па јас мислам дека сме поблиску. Јас сум еден од тие славните учесници на тој неславен самит 2008 година и отприлика ја знам атмосферата и внатре која владееше во македонската делегација и се разбира од аспект на човек кој беше вработен во тогашниот кабинет на председателот на Македонија и беше близко до главниот спор кој тогаш и сега не носи или не оддалечува од Алијансата. Мислам дека и внатре атмосферата е поинаква и надворешно земено клучните фактори имаат поголеми очекувања од тоа дека може нешто позитивно да се изроди од преговарачкиот процес. Името е сепак клучната пречка. Што ако не го затвориме ова прашање? Која ни е тогаш алтернативата? Секоја одговорна политика мора да има и алтернативни планови. И со оглед дека станува збор за стратешка цел која ни е дефинирана не само од ова што е сега владеачко мнозинство, туку од практично сите релевантни политички партии за 25 години, од сите нив е дефинирана како стратешка цел. Едната е НАТО алијансата, другата е Европската унија. Јас мислам дека ние можеме до утре да разговараме за алтернативи, меѓутоа подобра алтернатива, подобра варијанта од ова двојна интегративна агенда, наше асоцирање во евроатлантските асоциации нема да најдеме. Јас не гледам подобра варијанта за Република Македонија, пред се од аспект на нејзината кохезија како општество, со оглед на хетерогеноста на населението кое живее во оваа земја и со оглед на потенцијалите за економски просперитет и развој, кога би биле во тие меѓународни организации кои ги споменав. Значи, алтернативата е да се продолжи да се преговара. Ние преговараме од 93-та наваму, значи четврт век. Прашањето да беше едноставно ќе беше решено уште многу одамна. Тука има и многу странични прашања кои се поврзани со ова главно прашање. Не е само една реченица, потпиши и после да не те боли главата. Така што јас не можам да видам на вистина, не затоа што сум сега дел од ова политичко мнозинство или парламентарно мнозинство или од оваа власт која ова го има кренато на највисоко можно ниво како практично апсолутен политички приоритет број 1 и број 2, ЕУ и НАТО, туку генерално и кога не сум бил во власта, и кога сум бил во опозицијата, и како професор, и како граѓанин на оваа земја, навистина не можам да видам после сите компаративни анализи што можем да ги извлечеме на таа тема, дека постои, не можем да видам, дека постои друга организација во некој друг регион во светот која нуди подобри предуслови за развој на ова специфично општество во Република Македонија и особено специфичен регион и од безбедносен аспект, ако сакате, со едно прилично нестабилно обкружување години наназад. Дали вие мислите дека Грција ќе прифати компромис кој што нема да значи промена на уставот, затоа што македонската влада тврди дека во уставот нема да се чепка? Јас не би сакал да навлегувам во детали што Грција може да прифати. Она што сакам да го истакнам јавно, како човек сакам да направам ограда, како човек кој не е директно вклучен во преговорите и ова не го говорам од тој аспект, го говорам од аспект на човек кој е координатор за НАТО интеграциите и секако ова име е битно како предуслов за наше членство. Значи, не знам што Грција може да направи во иднина, меѓутоа сакам јавно и јасно да дефинирам дека досегашните грчки предлози, не оние на Нимица, грчките предлози често пати нема контакт со реалноста. Зборам за битните одредници на едно идно предпоставено политичко решение кое треба да го прифатат двете страни. Значи, тамо постоја елементи или компоненти на тоа што тие го предлагаа, што во 21. век е прво навредливо да ги разговарате. Зборам за идентитетскиот комплекс, кој е завршена работа и во историски, и во политичка, и во човечка смисла. И работи кои не би требало да се наоѓаат на ни една маса, на ниту едни преговори меѓу луѓе кои разговараа во 2018 година за една модерна политичка интеграција која не би смело да предпоставува такви условувања. Сакам да верувам дека досегашниот грчки пристап во оваа насока беше еден вид тактика преговарачка, стратегија ако сакате преговарачка и дека тие намерно тргнаа од за нас многу порадикални предлози за да дојдат до некое взаемно прифатливо решение кое ќе биде втемелено, како што реков, врз рациото, не врз некои си перспективи кои денеска може да се сретнат само во главите на закоравените националисти со умот во 19 век. Ако е тоа така, би ме радувало. Инаку сакам да кажам дека од наша страна
ние немавме таков двоен пристап во преговорите. Едно да кажуваме, а друго да подготвуваме евентуално за следните фази, и тоа го кажавме, тоа го направивме транспарентно, не само со изјавата на премиерот во делот дека сме подготвени да ставиме додавка за меѓународна употреба на местото на денешното ФИРОМ, туку и со промената на името на аеродромот и на автопатот. Како очекувате да реагира Русија ако Македонија добие покана за членство во Алијансата? Неодамна и рускиот амбасадор Щербак во земјата упати предупредувачки критики или пораки до македонската јавност ако се случи едно такво сценарио. Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи многу пред да дојдат тие изјави, не само од амбасадорот туку и од името Министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Имате една од тие изјави, сигурно ја паметите, дека во случај кога би влегла во НАТО, Македонија би била легитимна цел. Легитимна цел сте само кога представувате закана за некоја држава, значи зошто би биле легитимна цел за Руската Федерација. Јас тврдам, и целокупното раководство тоа го тврди, и сите разумни луѓе, целокупната експертска заедница која сака реално да гледа на целиот комплекс прашања, че дека Македонија ниту е денес закана за Руската Федерација, кога не е членка на НАТО, ниту утре, кога ќе биде членка на НАТО, ќе биде закана за Руската Федерација. Ние не сме закана за ниту еден од нашите соседи. И во една реченица тоа да го сумирам, ние не сакаме да влеземе во НАТО за да бидеме закана за некого надвор од нашите граници. Ние имаме цел сет причини зошто сакаме да бидеме дел од Алијанса и зошто сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Не за да бидеме закана за некого, туку за да бидеме дел од една организација каде што членките споделуваат вредности. Таа е една извикана категорија која луѓето мислат дека е апстракција, а не е. Како тогаш да ја толкуваме таквата реторика од руска страна? Претпоставам дека станува збор за реторика која се однесува на целокупната алијанса. Значи, алијансата како таква, како ентитет, како организација, и дека при тоа се разбира не се мисли за Република Македонија како специфична закана во рамки на таа алијанса, бидејќи нашите ресурси се познати, големината на нашата армија е позната, големината на нашата држава и ресурсите со кои располагаме се познати, а апсурдно е да се тврди дека ние можеме да бидеме закана за било кого надвор од нашите граници, дури и да сакаме, а не сакаме. НАТО значи стабилност и безбедност за регионот. Меѓутоа, сепак, кои би биле безбедносните предизвици, доколку целиот Западен Балкан, значи целиот регион, еден ден се најде под чадор на Алијансата? Знаете што, и постои ова е добро прашање, затоа што влегуваме сега во типот на новите закани. Луѓето кои се против оваа варијанта да се влегува во НАТО, велат НАТО е една стара организација, остаток од студената војна, и таа нема што да работи во 21 век, особено не наспроти новите закани. И вели која држава би ја нападнала Македонија, зборувајќи за тој тип на стари територијални закани, како ги нарекувавме. Јас се согласувам. Во овој момент јас претпоставувам во догледна иднина, ние нема да имаме територијална закана од ниту еден сосед, ниту од држава од подалеку. Меѓутоа, што се новите закани? Ние имаме, само да спомнам, ние имаме луѓе на пристојна бројка на наши државјани кои војуваат на блискоисточните боишта. Тие се враќаат, дел од нив се враќаат тука. Дел од нив преку наша територија, наши државјани одат во Западна Европа. Значи, НАТО е и организација во која се споделуваат информациите во тој дел. И НАТО е значаен затоа што вие кога ќе седнете на иста маса со 29 други држави, од кои најголемиот дел се најмоćните и во оваа смисла држави, значи кои имаат најмоćни армии и најмоćни разузнавачки апарати, вие сте во истиот момент посигурен во делот на информациите и можете да антиципирате некои од тие опасности. Значи НАТО се прилагодува, се согласувам бавно, но се прилагодува на новите закани и имено тука ние треба да го најдеме нашето место. Ние не зборуваме дека некој од комшиите ќе не нападне, ќе не окупира. Заврши тоа време. Барем во овој дел од Балканот, границите се тука за да останат и ние не влегуваме во НАТО за да не штити од некој од комшиите во кој практично сите се во НАТО или, како што е Србија, која има декларирано воена неутралност, меѓутоа е прилично активна во пропратните програми на НАТО алијансата. Значи, немаме никаква закана од тој тип. Но новите закани, кон кои НАТО оди се подготвува и се организира да ги пресретне заеднички, се многу значени за нас, бидејќи ние не можеме и кон овие нови современи закани самостојно, како држава да се спротивставиме. САД со 320 милиони луѓе, со она огромно одвојување за војниот буџет, че со оние ресурси што ги има, па не може сама против тероризмот, против новите закани, против хибридната војна,
Вие сте во медиумите против фейк ньюс, значи сите тие закани и тоа како може да нанесе штета на секоја држава, а тоа да не биде класична воена закана, авиони, тенкови поминуваат преку граници и не окупираат. Значи не зборуваме за тој тип на закани. Зборуваме за 21 век и за ова што е сега актуелна закана наспроти сите од нас, наспроти сите нас, не само за Македонија. Ви благодарам што бевте наш гостин. Молам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.